Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео ќе зборувам за нашата вредност, инспирацијата како секогаш ја наоѓам во околината, во луѓето со кои комуницирам, работам, соработувам и во своите лични искуства, па така често среќавам луѓе кои не се свесни за својата вредност, не се свесни колку вредат, колку заслужуваат и сметаат дека вредноста ќе ја најдат надвор. Бараат потврда за својата вредност некаде надвор и во мислењата и ставовите на другите луѓе, или пак сметаат дека не е битно тоа да се потенцира, да се нагласува и да се освестува. Мислам дека постојат луѓе на кои ова видео им треба, на кои може да им послужи и се надевам дека некој ќе освести дека вреди, дека е значаен и дека неговиот живот и тој е вреден и значаен и за себе и за другите. Сите ние имаме своја вредност. И таа вредност не доаѓа од надвор. Таа вредност не може да ја потврдиме надвор ако не сме ја освестиле длабоко во себе. Ако длабоко во себе не веруваме во тоа, не го чувствуваме како нешто што одговара на нашата душа, на нашите размисли, на нашиот сензибилитет. Не постои начин да освестиме нешто за што имаме отпори или во што длабоко сме уверени дека не е така. Што значи, ако не сме свесни за својата вредност, треба да поработиме малку на своите уверувања или да видиме кој тоа не убедил во тоа дека ние немаме вредност. Ние вредиме. Затоа сме живи, затоа постоиме, затоа сме овде. А тој што не создал, независно во што и да верувате, верувал во нашето постоење, верувал во нашата мисија, во нашата вредност и верува и ден денес дека ние имаме што да кажеме, што да му дадеме на овој свет. Па ако е така, кои сме ние да не веруваме во тоа? Во нашата вредност веруваат нашите родители. Ние веруваме во вредноста на нашите блиски луѓе. Секој човечко суштество на почетокот на својот живот, кога ќе се роди, кога е мало бебе, само по себе има своја вредност, затоа што е тука, затоа што постои, затоа што е дар, затоа што е љубов и затоа што предизвикува љубов наоколу. Тоа се губи со годините и нормално доаѓа време кога можеби треба да освестиме дека вредиме или можеби треба најпрвен да се избориме со тоа дека не вредиме, затоа што во различни ситуации во животот сме се убедиле или не убедиле поинаку, а ние сме им поверувале. Тогаш, кога сите ние ќе бидеме уверени дека вредиме со самото тоа што сме, со самото тоа што постоиме, нема да ни требаат надворешни докази. Титули, признанија, сертификати, успеси, не дека е тоа лошо, не дека не треба да се стремиме кон тоа да бидеме поуспешни, да се образуваме, секој според својот избор. Меѓутоа, ние остануваме исти. Нашата вредност, нашата човечка длабока вредност е иста. И ако тоа го освестиме, ако во тоа веруваме сите заедно, тогаш нема да има потреба да се докажуваме, да се надпреваруваме. Тогаш нема да има потреба да сметаме дека некој има поголема вредност, а ние имаме помала, само затоа што ги немаме истите успеси што општеството ги зацртало или ги признава за успеси, а за успехот ќе спорувам во едно друго видео, па и таму ќе видиме дека на крајот на краиштата успех е она во што ние веруваме, а не она што општествените стандарди го наметнуваат и постојат многу различни дефиниции за успехот, така што и тоа е релативно. Се што ќе направиме и тоа што ќе добиме потврда од другите, тоа не може да ни помогне ние да бидеме сигурни, уверени, убедени во сопствената вредност. Затоа што ако е така, немаше да има многу богати, успешни, образовани луѓе кои страдаат, кои не се среќни, кои се во долгогодишни депресии и така натаму. Значи, не постои нешто од надвор што ќе ја потврди нашата вредност ако ние внатре во себе
не веруваме дека сме вредни. Мене пред неколку години на една работилница или на Ведран ми рече во некоја вежба, ти вредиш. И јас застанав така малку изненадена, не затоа што мислев дека не вредам. Меѓутоа ми беше чудно зашто мора некој тоа да го каже. Зашто морам јас да го кажам? Јас не бев научена, ако се вратиме сега на оние мои видеа за јазикот на љубовта, не бев научена да изразувам љубовта, да давам комплименти, да потврдувам сопствената или туѓата вредност, љубов, заслуга. Мислев дека тоа се подразбира. И некако не можев точно да се најдам во тие зборови. Меѓутоа, како мене тогаш, на многумина денес, им треба некој да им каже ти вредиш, за да ги потсети, а не затоа што е битно тоа што го рекол. И доколку личност е спремна, ќе се преиспита, ќе се потсети, ќе потврди сопствената вредност и ќе продолжи понатаму. Бидејќи сите ние понекогаш забораваме дека вредиме и колку вредиме и колку се вредни нашите животи. Зошто мислам дека е важно да се освести сопствената вредност, да се потенцира, да се зборува? Затоа што, според мене, ти вредиш, односно јас вредам, како што и ти вредиш, сите ние вредиме, оди заедно со се сакам, се почитувам, си дозволувам себе си, се грижам со љубов за себе и свесна сум за своето постоење и вредноста на сите работи што можем да ги направам. Тоа не е крај, не е само јас вредам и готово. Се разбира дека ќе бараме потврда и надвор. Се разбира дека би било убаво ако ја добиеме, особено ако сме вложиле труд и сме направиле убави работи. Меѓутоа, ако сакаме и тоа да го правиме, да помагаме, да даваме, да делиме, да си даваме себе си, да вложуваме во себе, да градиме успеси, да се едуцираме, да одиме напред, да се шириме ментално, емоционално, духовно, да бидеме здрави, успешни, задоволни луѓе од животот. Ние не можеме без да сме свесни за својата вредност. Човек кој не е свесен за својата вредност, не се сака себе си. Ако не освестиме дека вредиме, не можеме да се сакаме себе си. Ако не се сакаме себе си, ако не ја препознаеме нашата вредност, како ќе ја препознаеме туѓата? Како ќе ги вреднуваме во нашите срца, се разбира, луѓето кои ги сакаме? Како ќе ги сакаме? Не затоа што постигнале, направиле, нити пак ќе престанеме да ги сакаме ако не направиле, не постигнале и во одреден период во животот се на некоја темна страна, паднале, не се доволно успешни според своите или туѓите очекувања. Ние пак ќе ги сакаме, затоа што ги вреднуваме без се она што представуваат во надворешниот свет. И знаеме дека чувството за сопствената вредност не може да ни го даде нешто од надвор, нити некој од надвор. И се додека го правиме тоа, се додека го бараме од надвор, во погледите на другите, во аплаузите, во одобрувањата, во дозволите, во тапкањето по рама, во нашите титули, униформи, места на кои што се наоѓаме во општеството, скалила, никогаш нема да ја најдеме потврдата за сопствената вредност. И секогаш ќе ни биде малку. И секогаш ќе итаме по повеќе, повеќе и повеќе, затоа што тоа ни дава чувство на вредност. Сакав само да се фокусирам на тоа дека сите ние вредиме, сите ние заслужуваме, сите ние можеме да љубиме, да даваме, да примаме, да успееме, да работиме, исто како што и можеме да паѓаме, да стануваме, да погрешиме, да бидеме тажни, да се чувствуваме недоволно успешни во одреден период во животот. Меѓутоа, ако константно ни животот сме свесни за својата вредност, за своите човечки квалитети, за љубовта што ја носиме во себе, за влијанието што го имаме едни на други, за помошта и поддршката што можеме да си ги дадеме, за нашата човечност, просто кажано, тогаш ние едноставно знаеме дека вредиме и со личниот пример можеме да им помогнеме на оние кои што може би во одреден период заборавиле, да се потсетат дека вредат, дека сите вредиме, дека и ти, исто како и јас, многу вредиш.
Имајте убав ден и се гледаме во следното видео.